Почитуван председателя, почитувани колеги пратеници, почитуван мандатар и иден премиер, почитувани кандидати за министри и идни министри, почитувана македонска јавност, мене ми е исклучително жал што и за кратко се понадавав дека во домот на демократијата денеска опозицијата, која како опозиција има повеќе време, ќе одвои барем 20 до 30 минути да ја прочита програмата на владата и за истото денеска ќе покаже дека ќе излезе малце едно скалило погоре од она политиканство на кое што бевме навикнати 7 години, но жалам што воопшто се надавав дека нешто такво би можело да се случи. Колешке Славјанка Петровска од 17.1.2022 година до 28.1.2024 година, точно 2 години сте дел од Министерството за одбрана како министарка, а резултатот од тоа е 0 резултати. Да не зборувам дека изминатите години пред тоа бевте и дел од Министерството кое што беше со најголем број на скандали. И сега вие овде зборувате за некои си 4 прашања кои што имате да ги поставите на идната влада. Со сигурност можам да ви кажам дека ова е програмата, прочитајте ја, ќе ги најдете сите проекти кои што ќе ги реализираме во првиот 4-годишен мандат. Во тој 4-годишен мандат се надевам дека вие ќе успеете да се реформирате и се надевам дека во вториот мандат кој што ќе го предводи ВМРО-ДПМН овде ќе седат некои други колеги и ќе имаат барем кредибилитет и достоинство да се обратат после сите скандали кои што ги направивте. Сакате паушално да зборувате, па велите дека во програмата на ВМРО-ДПМН има проекти во делот на одбраната кои што дел од нив биле реализирани, а дел биле во фаза на реализација. Еве јас ви поставувам прашање, набројте ми 3 проекти од тие кои што ги имате реализирано, а да не се скандалите со авионите, да не се оние злоупотреби на жените во Министерството за одбрана и да не се оние скапи апетисани кои што ги нарачуват. Времето на такво владење завршува. Од денес граѓаните, поточно од утре, по гласањето на идната влада, ќе имаат можност да зборуваат за просперитет, за развој, за нешто што значи силна Македонија во делот на економијата и ќе заборават на овие скандали кои што беа наше секојдневие овие 7 години. Благодарам.